4 дена по рушењето на кафолињата во центарот на Струмица. Купишта отпад сведочи за акцијата што ја спроведе општината со градежната инспекција, јавното претпријатие Комуналец и Струмичката полиција. Дел од објектите се рушеа од институциите. Дел сами почнаа да ги отстрануваат тврдите градби. Причината е што овие угостителски објекти користат јавна површина на која имаат право да поставуваат урбана опрема, маси, столови и чадори, но не и цели објекти од тврда градба. По повеќе годишно обстојување тие се отстрануваат, а реакциите на граѓаните се измешани. Некои се сигурни дека вакви градби не се дозволени, дека го затвораат читалиштето и се надвор од законските прописи. Сметам ти треба. Зошто? Зашто ти пречи? Унатре, нема да доам ние пензионерите и другите. Това не беше корза сега. Нека се работа не додека му убаво негово што му дозволено. Мој институција наплезни у обществено земјиште и направи многу лошо. Сметате дека го узурпираат корзото? Да. Узурпирано. Сите ја тие се излезени од бунку, това сите пред да сврши. Без разлика кој што не е. Да одговара. Јас секој пат го викам, тие викам треба да се руши, не е потреба. Сега има си дек да плеваме нерема, зашто да плеват од това, дек што не е. Не може, ние това не беше корзо од собранието до доле и сега гледаш, сите на плезеа иду. Други пак немаат јасен став или не сакаат да го искажат. Велат, оставаме институциите да одлучат што е правилно. Тоа се знае општината. На вас лично како граѓани? Не сум запознаен с работа, не сум видел. Не знам таму, па ништо они се знаат. Не ви пречат на корзото тука? Не пречи на мене, ама они се знаат најдобро. Градоначалникот Костадинов рече дека угостителите имале рок околу 2 месеца да реагираат и најголемиот број досега ги отстраниле нелегално поставените објекти. Дел од угостителите се обидуваат да поттикнат промена на правилниците за користење на јавна површина. И тие до последно се надеваат дека ќе успеат, но такво нешто не се случи. Рушењето на бесправно изградените објекти следува во Струмица по трагедијата во Кочани, кога владата преку надлежните им министерства, а потоа и општините, нареди вонреден инспекциски надзор за работата на дискотеките и угостителските објекти.